Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитуван подпредседател на владата, господин Бујар Османи, почитуван амбасадор на Сојузна Република Германија, господин Томас Гербрих, почитувани собственици, почитувани директори, градоначалници, почитувани земјоделци. Денеска сме на поставување на камен темелник на уште една успешна инвестиција од ИПАРД 2 програмата, капацитетот Gold Land. Ова нова компанија повлече најмногу финансиски средства од мерката 1 инвестиции во материјални средства за земјоделски стопанства од ИПАРД 2 програмата. Купната инвестиција е во износ од 2,5 милиони евра, од кои 1,5 милиони евра се средства кои по изградба на комплексот ќе бидат вратени на сметката на инвеститорот. Компанијата овие средства ќе ги инвестира во изградба на сточарски комплекс, односно фарма за бикови со годишно производство од 1000 грла. Изградбата на објектот е во целосна согласност со националните и ЕУ стандардите за безбедност на храна и квалитетот на производите. Инвестициите во сточарството, особено во гранки, како што е говедарството, се од исклучително значење за местната индустрија, која што изминативе 2,5 години бележи развој. Ова инвестиција ќе даде голем придонес директно во развојот на гоењето на говеда, обезбедување на суровини за местната индустрија и за развој на сточарството воопшто. Воедно ќе придонесе за локалниот економски развој на Прилепскиот регион преку отварање на нови работни места. Инвестиции во фарма и во преработувачки капацитети се наш важен приоритет, бидејќи истовремено обезбедуваат суровини и сигурен пласман за земјоделски производи, решавање на проблемите со вишокот, а од друга страна овозможува создавање на конкурентни производи со додадена вредност. Почитувани, Република Северна Македонија веќе станува предпознатлива по ефикасно искористување на ИПАРД средствата во споредба со земјите од регионот. До сега, кај сите апликанти кои ги завршија целосно своите инвестиции од претходните повици, направивме поврат на 12,4 милиони евра. Тоа е свеж капитал во домашната економија. Само преку модернизација на домашниот агросектор може да се достигнат европските стандарди, да се создават конкурентни производи, за да се зголемува домашното производство, со што позитивно ќе влијае врз вкупниот раст на бруто домашниот производ. Уште една со среќа нека е ви.